Иако повремените локални врнежи колку толку ја подобрија хидролошката состојба во Кочанската котлина, сепак тие не ја подобрија значително динамиката на сеидбената кампања на уризот во производствениот регион. Општо прифатениот оптимален рок за завршување на сеидбата истече на 15 мај, а до тој датум земјоделците успеале да посеат само половина од планираните површини. Тоа значи дека во преостанатите 10 до 15 дена ќе треба со максимално темпо да се извршува сеидбата во непосеаните полиња, за да се фати последниот воз со цел да се спаси реколтата. Ваквата ситуација предизвикува нетрпение и нервози кај поедини оризопроизводители кои во паника самоиницијативно ги кинат каналите и вадите со цел преку ред да ги наполнат со вода и засеат сопствените ниви. Поради тезличните ситуации на терен интервенира и полицијата, бидејќи одзимањето околу водата за наводнување може да прераснат во посериозни пресметки. Паралелно со овие проблеми, земјоделците се содруваат и со недостигот од средства за набавка на вештачки ѓубрива и препарати за заштита од плевели. Ако за сеидба може да се употребат меркантил со ризик за помали приноси, ѓубривата и пестицидите се неодминлив трошак. Вела дека дома чуваат залихи од арпа, од лани и преклани, кои никој не ги купува, а имаат нови трошоци околу новата реколта, кои не можат да ги издржат.